Вака со полни контейнери и смет околу нив беше долго време пред едно од тетовските училишта. По барање на родителите, тие се отстранија за да можат учениците да се движат по тротоарот и да не се сопнуваат од сметот или да бидат напаѓани од бездомни кучиња кои таму бараат храна. Иако местото беше исчистено и без контейнери, викендов несовесни граѓани своите најлонски кеси со отпадоци од домовите ги оставија пак пред училишниот двор. Овој пример е дел од долгогодишната проблематика со сметот во Тетово, особено со фрлањето на отпадоците надвор од контейнерите. Градоначалникот Билјал Касами, кој денес ја предводеше општинската екоакција, порача дека вакви настани ќе има често, но дека секој треба да го фрла сметот во контейнерите наместо на улица. Сакаме заедно да работиме за почист град, за почисти јавни површини, со тоа што јавното комунално претпријатие ќе го направи својот дел, но доколку сите граѓани фрламе ѓубре сегде без контрола, тогаш колку и да има вработени во ова претпријатие не ќе можат да ги чистат нашите улици. Сепак општината нема изречено казни за фрлање смет. Касами најави дека и тоа ќе се смени. Во некои покритични локации да се инсталират и камери кои можеби и се размислува да одат директно во веб страната на општината. Значи секој граѓанин да може да види кој каде фрла ѓубре, за да преку тоа после да се интервенира и да се превземаат мерки. Учениците пред чиј двор беше фрлен сметот денес изработија постери и им порачаа на соседите отпадоците наместо пред нивното училиште да го однесат 100 метри подолу каде што се префрлени контейнерите.